8-годишната Полина свири на пијано во својата соба, но пред само 2 месеци таа и нејзиното семејство се соочија со бездомништво откако беа раселени од окупираниот од Русија дел од регионот Керсон. Настанувалат реката. Таму имавме 3 мачки и куче. Имав своја соба со многу играчки. Семејството Протас побегна од руската окупација во април 2022 година, а потоа поплавите предизвикани од уништувањето на браната Каховка во јуни 2023 година го уништија нивниот дом. Немајки каде да оди, нејзината мајка Марина Протас дозна за иницијативата за домување за внатрешно раселените украинци финансирана од американскиот магнат за недвижности и филантроп Дел Лој Хансен. Кога видов како започнува војната во Украина, сватив дека гледам уште еден геноцид. Не можев да го гледам тоа повеќе. И реков на жена ми, морам да одам во Украина. Таа ми рече зошто и реков, треба да помогнам. Она што Хансен го виде таму го поттикна да започне со изградба на проектот Село Хансен за внатрешно раселените лица. Од 2022 година тој инвестирал над $70 милиони за изградба на социјални станови за украинските внатрешно раселени лица. Изградбата започна во есента 2023 година во селото Тарасивка во регионот на Киев, а сега тука живеат над 250 семејства. Хансен ги посети во мај. Решив да градам села. Јас сум градител, знам да градам. За време на посетата на Хансен во мај, уште 24 внатрешно раселени семејства добија клучеви од своите нови домови. Кримската татарка Земфира побегна од моментално окупираниот Хеническ во регионот Керсон, заедно со нејзиниот инвалидизиран сопруг и свекрва Розали, во октомври 2023 година. Нејзиниот син им се придружил подоцна во домот во селото Хансен. Но емоции у меня неожиданно счастливые. Многу сум среќна. Знаеме дека конечно мора да ни се случи нешто добро. Сите луѓе кои го организира ова се мудри и љубезни. Хансен има план да изгради училиште за 700 ученици и градинка во која би можеле да се сместат 70 деца, како и библиотека. And I want to build homes for 10,000 Ukrainians. Сакам да изградам домови за 10.000 украинци. Тоа што го бараме радост, а не пари. Можете да видите кога доаѓам кај луѓето, чувствувам радост. Кога имам пари, не чувствувам радост. Но помагајќи им на луѓето и градејќи села, најдов неверојатна количина на среќа. Дел Хансен обновува и околу 250 станови во регионот на Киев за внатрешно раселените лица. Тој ги здружува силите со украинската државна програма Реновирање за да ги поправи домовите оштетени од руските сили во пролетта 2022 година.